За доцната кислородна подршка е главната причина за смртта на 14-месечното бебе, утврдила стручната комисија на Министерството за здравство. Проблемот бил што во клиничката болница Козле немало соодветна апаратура за давање инвазивна и неинвазивна вентилација, односно кислородна подршка. Според наодот на комисијата, системска грешка имало и на детската клиника, каде лекарите направиле превид кога не го хоспитализирале детето. Министерот Таравари најави дека извештајот од комисијата ќе биде испратен до двете клиники и до етичката комисија во лекарската комора, со цел да се преземат соодветни мерки. Во делот на системски недостатоци, констатирано е непостоење на препораки или алгоритми за триажа на пациентите при прием и понатамошен третман. Исто така констатирана е потреба од континуирана обука на докторите на клиниката за детски болести. За срцево-респираторна подршка. Во однос на техничките недостатоци во Козле е констатирано потреба од соодветна апаратура за пружање респираторна подршка, инвазивна и неинвазивна. Исто така е констатирано и потреба од обезбедување видеоларингоскоп на детската клиника, како и унапредување во делот на организирање на транспортот на пациентите од една во друга установа. Според докторите од стручната комисија, главниот проблем во случајот со бебето е недостатокот на медицинска опрема. За системските решенија, односно клиничката болница Козле, да се снабди со апаратура за неинвазивна и инвазивна вентилација, која што е од определено спасувачко, првоначално, значи животоспасувачко за децата. Во тој момент единствено спасувачки вие ако детето го интубирате и приклучите на респиратор или пак сами да знаете да го интубирате и вентилирајќи го заедно со кислородна поддршка во возило дали за брза помош или пак повикано од детска клиника со асистенција од доктор, сестра, детето или пак приклучено на респиратор би било транспортирано. За случајот со 31 годишната родилка од Куманово која почина при породување во Кумановската болница, стручната комисија не утврдила неправилности ниту при третманот на бременоста, ниту при породувањето.